Во Вашингтон во тече церемонијата на инаугурирање на новиот председател на САД Доналд Трамп во присуство на меѓу 700 и 900 гости, Трамп ќе положи заклетва како 45-ти председател на една од најмоćните држави во светот. Тој на Капитол Хил, каде традиционално се случува настано, дојде во придружба на неговиот претходник Барак Обама. Најважниот ден во неговата председателска кариера Трамп го започна со порака на Твитер: "Се започнува денеска." Според неговите соработници, тој уште денеска е можно да потпише неколку одлуки. На децата бегалци мигранти им се закануваат респираторни и други сериозни болести, дури смрт од хипотермија од екстремниот студ и невреме што беснеат низ Централна, Источна и Јужна Европа, соопштија денеска од УНИЦЕФ. Во Грција и на Балканот заглавени се околу 23.700 деца бегалци мигранти, вклучувајќи и бебиња и новороденчиња, главно од Сирија, Ирак и Авганистан. Многу од нив се сместени во засолништа, што се лошо опремени за зима, дури и кога температурите паѓаат под нулата. По поплаките за проблеми со електронската картичка за ЈСП, Нова направи истражување кој стои зад овој проект. Во потрага по фирмата Гентомар, која го доби тендерот за продажба на електронски билети од околу 150.000 евра, во документите за собственоста се појави фирмата која беше еден од најголемите скандали во времето кога министер за финансии беше Никола Груевски, националната платежна картичка. Од ЈСП за Нова вела дека тие, освен со Гентомар, склучиле договори со Македонски Телеком во обезбедувањето на новиот систем на наплата на билети во автобусите.